Во следните минути го представуваме денешниот оброк на ден како четврти за оваа недела. И она кое што можеме да го представиме во овој период, веројатно ќе биде добродојдено за многумина, особено заради тоа што се наоѓаме во овој пролетен период, период во кој што сакаме и освежување, но и сите оние корисни состојки кои што ни се потребни, како и нутритивни вредности кои што треба да ги имаме во организмот преку секојдневните оброци, да ги внесеме за да можеме да имаме и доволно енергија, но и да се чувствуваме и да бидеме здрави. Ако е во прашање нели квалитетот на тоа што го конзумираме, и ако од друга страна го земаме и фактот дека обично и во пролета знаат многумина да се соочат со анемија, тогаш она кое што во следните минути во нашата кујна ќе го зборуваме ќе биде една важна информација или и едукативно, но и практично како да си подготвите нешто што ќе придонесе за подобрување на вашата крв или на крвта во нашето тело, зависи кој како со што се соочува, и затоа е потребна редовна крвна слика. Јас да не навлегувам во на кое што е нели дел на мојата гостинка и која што ќе ни го соопшти тоа во текот на разговорот. Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист кој што ни доаѓа секојдневно во нашата кујна. Официјално ќе те представам, нашите гледачи Емилија веќе многу добро те знаат. Добро ни дојде. Така, благодарам на поканата, како и секогаш добро дојдена сум и секогаш со задоволство ја прифаќам вашата покана да гостувам во овој дел нутритивно катче или делот од кујната. Како што кажа, веќе имаш и ти големо искуство со нас нутриционистите, значи знаеш што е потребно во секој период од годината, така да верувам дека и гледачите добро се запознаени што ние бараме нутриционистите, што им презентираме и како треба да го водат оној здрав и збалансиран начин на живот, да имаме поздраво живење. Знаеме дека живееме во брз начин на живот, брзо темпо, но сето тоа се свидува во текот на денот да ние имаме и доручек, и ручек, и вечера, значи потребно е да се храниме. Меѓутоа како да се храниме, здраво да се храниме, да имаме здрави и збалансирани оброци. Периодот на пролетта е оној период каде што се чувствува пролетниот нели замор, па да ги вклучиме и анемијата, па многу е важно имунитетот да се одржува во текот на целата година. Така да овој дел од оброкот што сакам да го промовирам, односно да го представам на гледачите, им е многу добро познат и верувам дека оние кои што се кај мене на режим на исхрана добро знаат дека јас препорачувам она што денеска ќе го направиме. Тоа е пудинг од чија семе, мармалад од црвени шумски замрзнати плодови, меѓутоа може тоа да биде и од свежото сезонско овошје сега, како што се јагодите, малините кога тековно излегуваат во овој период од годината, и едно смути кое што е добро и за имунитет, па и за анемија. Значи, имунитетот, анемијата и како да го задржиме она темпо или кондиција да бидеме здрави во текот на целата година. Да, и тоа е особено важно заради тоа што многу пати во текот на годината ќе ни се појават поголем број прашања. За среќа имаме каде да ги упатиме тие прашања, имаме начин на кој што можеме нели да добиеме повратни информации како и на кој начин да го спроведеме или да го направиме тоа дома и да си помогнеме себе си со преку тие консултации или совети да го подобриме нашето здравје. Тоа практично го правиме и ние секојдневно во нашата кујна, па така ќе го направиме и денеска. Ќе пренесеме нешто повеќе од она кое што е наша тема меѓу рецептите и анемијата како таква, и што е она кое што нели би можеле да го искомбинираме во исхраната. Значи во поглед на имунитетот, во погледот на анемијата, задржување во континуитетот на здравите оброци, сите ние сакаме да јадеме храна која што е лесна и брзо да се подготви, така и овие три оброци во текот на денот кои што можеме да ги вклучиме и како доручек и како десерт, се она што можеме да го вклучиме во исхраната е многу лесно и брзо за подготвување. Не значи дека е здрав оброк и дека му треба многу повеќе време и енергија да потрошиме во кујната. Така да, она што јас денеска сакам да го представам е овој пудинг од чија семе, кој што многу лесно и брзо се прави, меѓутоа е потребно време да остои во ладилник. Значи за овој пудинг ни е потребно 200 мл растително млеко, дали е оризово, дали е кокосово, бадемово млеко и 3 ступени лажици чија семе, една лажичка мед. Тоа стоива од вечер во ладилник за да може да се добие оваа фина структура на самиот
да го наречеме пудинг, со тоа Многу што актуелен. актуелен. Оризовото млеко или бадемовото млеко, растителното млеко е внатре каде што е додадено чија семето на бабрува, и сакам да кажам за ова чија семе дека е многу корисно да се внесе во нашиот организам, бидејќи покрај тоа што оние луѓе кои што се борат со вишок од килограми ја забавува, односно ја забрзува дигестијата и ни дава чувство на ситост. Самиот пудинг, иако е чашата од 200 милилитри, меѓутоа не држи сити овој оброк, да кажам. Важно е за кардиоваскуларното здравје, бидејќи има калциум, има манган, има калиум повеќе и од бананата и калциум повеќе од млекото, самото чија семе, и е добро за оние луѓе кои што имаат проблем со нередовно празнење на цревата, односно да се разработат цревата, оние кои што имаат нели забавена перисталтика или така наречени мрзливи црева. Погодна е за оние луѓе кои што имаат проблеми со кардиоваскуларното здравје, намалување на холестеролот и на триглицеридите, а исто така и намалување на шеќерот во крвта, или да се направи една рамнотежа од сите овие параметри, како што кажа крвната слика, нели кога има отстапувања во референтните вредности, не треба да се претерува и со чија семето и со овој напиток да биде врежан дека секојдневно треба да се користи, меѓутоа чија семето во различни комбинации може и тоа како да ни помогне за сите ова што го кажа. Да, сулисно тоа што спомена дека е препорачливо за оние кои што можеби имаат кардиоваскуларни болести или пак диабет или некакви предиспозиции за истото, умерена количина, односно нели умерена доза на чија во ваква или слична комбинација може да и тоа како е погодна. Да. Дури и чија семето прави така наречен пилинг на цревата. Например, сега покрај чија пудингот може да се додадат 3 ступени лажици чија семе во сок од лимон, еден лимон исцеден, да се додаде вода. Исто тоа до вечер остојува и тоа да ни биде како утрински напиток. На тој начин ги плакнеме цревата утрински и прави подпомогнува за дигестија, односно прочистување на цревата, на дебелото црево. Со тоа што чија семето, лененото семе, еве ќе ја спомнам и бамјата, оние луѓе кои што имаат проблем со желудникот. Силно што испушта слузава материја, тоа значи дека е погодно за зацелување на обвивката на желудникот. Така да тоа е лекот за оние кои што имаат проблем, меѓутоа има и други нели вклучувања во исхраната или исклучување за оние кои што имаат проблеми со желудникот, меѓутоа овие се така генерални препораки. Да, и само што да те прашам, Емилија, бидејќи имаме и овде вака чијата нели во својата сирова форма како што е, за да можеме да представиме како тоа се прави, кога се употребува вака, дали го има крцкав, веројатно го нема истиот ефект или? Така, па го има ефектот, меѓутоа е подобро кога е семето отстоено во вода или во течност за полесно да се дигестира, односно да се акумулира во организмот. Така да препораката е ова чија семе. Еве сега имам оризово млеко, 3 ступени лажички. Јас ќе си се послужам бидејќи тука се чувствувам исто како дома, нели? Знам каде се ви стои. Така, слободно. Така, 3 ступени лажици чија семе. Зависи од количината, ова станува збор за 200 милилитри. И додаваме оризово млеко. Бидејќи е потемна чашата, дали камерата го доловува сето ова? Да, мислам дека се забележува, можеме да го ставиме и во стаклена ако така може. Сега ова е во течна. Така ми беше и мене вчера кога го подготвував ова. И треба да отстои. И треба да отстои од вечер во ладилник и таман беше времето да јас дојдам тука во емисија, да од оваа течност лака споредба се направи. И со овој чија пудинг на камера, оваа може тука да биде. Ајде ќе видиме дали се гледа тоа добро или можеме веднаш да ја префрлиме во друга. Се гледа, да. Мислам дека се гледа. Да, сите значи овие дека зрна. овој треба да отстои. Така, еве промешува. И да набаври како што е овде. И ќе си се добие една хомогена структура. Еве како ова пудингче, може да се стават и јаткасти плодови.
па може малце и со рака, нели, и кокос. Кокос, да, во тие што го сакаат и тој вкус. И обично, да, кога се прави комбинација со чијо пудинг, секогаш се комбинира и шумското овошје, а шумското овошје е како препорачливо за анемични нели луѓе. Така, тоа ќе го оставиме и за шумските, ќе ги објаснам и во смутито кога ќе го правиме и што ни е потребно, бидејќи антиоксидант, дека содржи витамин С, елагичната киселина, која што е важна па и да бидеме нели и убави, тенот на лицето за измазнување и така натака. И сега кога ги ставаме овие црвени шумски плодови, гледаме дека не пропаѓаат внатре, бидејќи сме го постигнале ние резултатот со оваа структура на чија пудингот, па повелете, направете си или кој е расположен да дојде, нека си проба од овој чија пудинг. Одлично изгледа. Еве јас ќе ти помогнам со еве вака. И одвај чекам да го пробам. Ова ќе биде утринскиот доручек и за мене и за тебе. Да, одлично. Ќе ни дојде ова утро. Веќе предпладне. Ете, тоа ни е едниот делото на кое што денеска го имаме подготвено, поточно Емилија ни го подготвува, чија пудингот кој што е видовме и на кој начин и како би можел да влие, а колку лесно се подготвува и не се сомневам дека многу ми го прават со на тоа што е навистина актуелен во и подолг временски период и е практичен, но и вкусен, да не забравиме. Така, тука може да се додаде и мелени бисквитчиња, така да секој по свој вкус нешто да се додаде и да се искомбинира. Ова е основното, секогаш ние ништо може да додадеме и плюс. И сега имаме уште да го представиме мармаладот, природен нормално мармалад, кој што исто може да користи како ужина, а па и како појадок, кој што си го мачкаме на лепче. Значи што ни е потребно за ова? 200 до 300 грама во зависност нели колку сакаме лепчиња и колку луѓе ќе јадеме од овој мармалад. Црвени шумски замрзнати плодови ги вадиме од замрзнувач и ги ставаме во ладилник. Оваа здела, ставаме шумските плодови, ставаме 1 до 2 лажици мед и чија семе и малку лимон. Значи, се ова отстојува исто од вечер, се пасира и се нанесува на лепче. Вкусот е фантастичен, ќе пробаш да видиш како е, меѓутоа прво чија пудингот, па после ова за десерт или смути, меѓутоа имаш простор да избереш што сака сега да не те и да има растојание така од едното до другото, да не ни дојде за да многу не те наеднаш. испрскам, бидејќи неколку пати сум направила таква белја со овие црвени шумски плодови, бидејќи доминираат, а тоа укажува, бидејќи самата црвена боја е јака боја и има антиоксиданси кои што се важни за да ги внесеме борба против слободните радикали, против вирусни, бактериски инфекции, за подигнување на имунитетот, па и решавање на оние луѓе кои што имаат проблем со низок хемоглобин или ниско железо. Има витамин С, има се што ни е потребно, а меѓу другото е и вкусно. Ова мармаладче, значи може да има и некое крцкаво. Да, но тоа не е ништо страшно. Така, крцкав плод шумски, меѓутоа тоа ништо не успорува да ние внесеме антиоксиданси и витамини да ни даде енергија. Тоа исто како да смизеле препорачена дневна доза овошје, меѓутоа на лепчи како мармалад. И во текот на денот исто можеме ние да си внесеме шумски плодови, како јаготки, како рибизли, тековно зависно од периодот од годината кога излегуваат. И значи оваа боја колку доминира, тоа си кажува колку е и здрава. Да, колку е здрава и колку е нели колку има силно дејство веројатно кога ќе го конзумираме. Кога зборуваме за вака различни па дури од неколку исти состојки, различни типови на дали ќе бидат ужинки, дали ќе бидат појадок, зависи од што се прави, тогаш станува збор за безброј варијанти. Ако се обидуваме да ги запаметиме, се разбира дека нема да можеме да ги запаметиме сите, а порано на времето се постоеле така големи тефтери каде што домаќинките се запишувале рецепти. Сега рецептите се достапни можеби на секој начин, па на интернет најчесто се
гугла, се бара нешто и секој си наоѓа свој начин како да дојде до некој посакуван рецепт. Но, кога зборуваме за вистинскиот извор на информации, на рецепти за правилна и здрава исхрана, на она кое што веројатно на многумина им е потребно за да го направат секојдневното мени во ова време, тогаш зборуваме за, меѓу другото, советите и на нутриционистите. И затоа, од тука се раѓа веројатно идејата кај нутриционистите да направат и прирачник за исхрана, односно прирачник пун со различни рецепти кои што ги бидат достапни за сите кои што сакаат да. Така, апсолутно. Значи, кога ги предложуваме како оброци, дали е тоа салата, дали е тоа благ оброк или десерт или ручек главен, дали е тоа леќа, грав, грашак или доколку има некакви поексплицитни подготовки во поглед на од традиционалната кујна, секако дека ние си ги запишуваме пред се како домакинки, точниот рецепт, како сме го направиле, бидејќи ние самите сме и виртуози и правиме некои рецепти и си ги архивираме, па така и јас си ги архивирам, па се надевам еден ден во мојата кариера, бидејќи на 21 мај славев 8 години роден ден од Нутрием, а во истиот ден им е имен ден. Така да, благодарам. Благодарам многу. Успеси на секое поле, пред се да бидеме со здравје, со полни со здравје, па и успесите, така да во план ми е еден прирачник да направам, кој што е во текст со рецептите, меѓутоа не дошло соодветно време. Ке почекам уште малце за да го збогатиме со уште некоја рецепта плюс. Така да сите ние и како домакинки и како нутриционисти планираме и во план е секако, нели да направиме нешто. Да има такво нешто кој ќе има, се разбира дека ќе бидеме тука да информираме, па да кој ќе биде достапно и за пошироката јавност да може да нели се знае како и на кој начин да се добие истиот, а дотогаш ги споделуваме заедно и на ваков начин овие рецепти кои што меѓу другото можете да ги видите на нашиот YouTube канал Утринска на Тилма, да се потсетите и доколку ви недостасува можеби некогаш инспирација или не сте доволно креативни, зависи од тоа какво расположение сте или можеби соврски, тогаш може да се најдат секогаш да се инспирираат од ваквите рецепти. Така, мислам дека ние таман времето за подготовка на 15 минути 3 оброци сме направиле. Со исклучок на неколку часа од чија пудингот и така натака. Сега вака, за овој рецепт со мала белја што е, нели? Да, тоа не се случува во кујната да е така. И секогаш кажувам дека треба престилки да си направам со моето лого и кога ќе гостувам тоа треба да го носам, ама еве за следнок имам тоа во предвид. Сега за ова смути последниот рецепт за денеска, во корист на времето претпоставувам имам уште некоја минута време и таман ќе биде. Значи ставаме банана, може 3-4 јајца од подполошка да ги искршиме. Да ги ставам директно во блендерот или директно во централа. Ајде. Што би се рекла, значи потребно ни е една банана, дали ќе може блендерот да не се уплеткаме тука. Да не се. И па две жени во кујна, така да и све крви, нели? Да. Две жени во кујна. Некако можеби потешко, ама во случајот ти си главна, јас само така, добро. Помагам. Значи може и да ми остапиш некогаш и да си ја водам емисијата кога сум јас овој временски интервал. Иако ми било желба да бидам водителка, ама ете животот ме доведе до нутриционизам, нели? И гостувањето, значи две во едно. Да имаш некаков допир и со тоа, нели? Ете така, да. И со телевизијата и со значи вака, за ова смути ставивме една банана, ставивме 3 јајца од подполошка. 3 ставивме, да. Ке ставиме и мед, ама бидејќи немам дрвено, а треба и пожелно е да биде. Чекај. Готово. Имаме, ние спремни сме. Спремни? Да, добро, ајде да се знае дека треба со дрвено. Ставаме мед, тан, по 1 до 2 супени лажици. Потребни ни се црвени шумски плодови. Кај ни беа, еве ги? Овие? Не. Така. Од бавчата. Така да. Еве ќе ги додадеме и тука, бидејќи тие се и корисни и за било кое смути, и за еве ова што денес го направивме. Ставаме алга, хлорела, рогач и какао измешано. По 1 супена лажица може да биде. Ќе споменеме и какаото дека е добро за И какаото содржи многу железо.
И алгата, мудрозелените алги исто така се корисни и сето ова наместо вода ќе додадеме оризово млеко. И ќе ти го отстапам ова. Ако да го вклучам блендерот. Да го вклучиш. Дека јас имам многу стеќа имаш со блендер. големо искуство или да пробам. Сега ќе се уклучи. Така. Мислам дека е добро или? Па мислам дека е добро. Да, ама не. Ама вака ќе направиме, може од озгора да се додаде малку оризово млеко. Да. Да биде потечно, па да има за двете. Да. Да не ни дојде многу, само не знам со овие комбинации. Секогаш има кандидати. Така? Добро. Да ти помогнам да го извадиме? Мислам дека ние сме побучни од блендерот, ова ништо не е во споредба со нас. Ајде. Денеска бицепс да вежбаш. Ја не можам да го извадам блендерот, а ако се појави некој кандидат, добро, успеавме. Ајде. Значи треба повеќе да јадам. Сега ќе се како се потрудиме. Ќе се појачам со овие така рецепти. А може ли вака да направиме? Тука. Да. Да. Ова е едното за тебе, па има и уште едно. Ево, ова можеме да го забележиме како изгледа. Одлична боја, која што повторно ја доловува колку всушност е ефектно по нашето здравје и на кој начин можеше да се подготви. Погледнавме и слушнавме нели што е тоа кое што е составен дел од истото. Па да почнеме од последното, односно од ова. И многу е вкусно, бидејќи доста зборувавме, па и ни треба малце течност. Апсолутно. Така да густо е. Многу убаво. И превкусно, многу на здравје и се надевам дека оние кои што ја гледаат оваа емисија, дека веднаш ќе го подготват рецептот, се имаме во кујната од овие намирници и е важно за имунитетот, не само јајцата од потполошка. Целата комбинација на овие состојки дава подобрување на имунитетот. Јајцата од потполошка ние ставивме 3 до 4, меѓутоа има и терапевтски дози во поглед на тоа. Се почнува првите 3 дена со по 3 јајца, свежи се ставаат во блендер или може да бидат свежи изматени па со лимон. Така да различни комбинации може да се направат, меѓутоа првите 3 дена се по 3 јајца, останатите по 5 јајца за подобрување на имунитетот, за дечињата е корисен, кои што се спортски активни, па и ние што сме спортски активни. Да, одлично. Така да на здравје на сите што ќе ги подготват овие оброци и што и да подготвиле, да е во доменот на здравиот распоред на оброци. Така, и да не заборавиме, бидејќи го имаме тука и лимонот, дека лимонот секогаш доаѓа во комбинација, затоа што знаеме дека кога ќе јадеме нешто кое што содржи железо, за да тоа побрзо се сврзе и делува на нашиот организам онака како што треба и за крвта подобро е со витамин С. Значи, железото се врзува со витамин С. Во корист на времето, веројатно имам уште една минутка да кажам. Може. Да. Значи, се оно што содржи витамин С и железо е подобро да се конзумира заедно. Но она што треба да се избегнува се киселото млеко, млечните продукти, барем временски период да има од 45 минути простор, за да може витаминот С со оние кои што намирници кои што потребно е да се пролонгира времето, да не го деактивираат она што сме го внеле од железо и витамин С. Така да тука нема некоја филозофија, меѓутоа има правила. Како секаде што има правила, така да и во нутриционизмот. Тоа значи дека ако сакаме да го имаме вистинскиот ефект и ако денеска си готвите за ручак спанак, не го комбинирате со кисело млеко, ставите си малку лимунче и уживате во ручакот, така? А за доручакот и за ужината можете да го примените ова кое што денеска Емилија ни го представи, а во кое што ние ќе уживаме доколку си го подготвите, веруваме и вие. А ако пропуштивте нешто, потсетувам, ќе го има на нашиот YouTube канал.
Емилија не снабди со доволно информации, нека ни лингнат овие за сега. Во доследното гледање ќе се запознаеме со нов рецепт и ќе научиме нешто ново, се во интерес и во корист на доброто здравје и добриот изглед. Ти благодарам, Емилија, за гостувањето. Ти посакувам уште долгогодишно и успешно постоење на Нутрием и напредување во твојата кариера како нутриционист, но и многу задоволни клиенти кои што ќе ги сменат навиките и ќе продолжат со правилната и здрава исхрана. Така, благодарам за поканата и следно видување. Да. Нека ние на здравје продолжуваме со уште еден разговор до крајот.